Вики по 12 години работа, ти остана буквално на улица. Да, исвелена како куче на улица. Не сум единствената што сум исвелена на улица од општа болница. И претходно и на хигиеничарка, истото на мој, како на мене што ми направи, така и на незе, али јас испаднав похрабра да барам да се вратам на работното место, пошто немам од нигде да приходи други работи. Останав и без струја, и без дрва. После 12 години ме исфрлија на улица, пошто боледувам од тромбоза, тероидна жлезда, шеќераш сум, немам средства ни таблети да си купам. Пред 2-3 дена ми се слоши, брат ми ме најде панната дома внатре, од шеќерот висок, пошто немам терапија да пијам. И ги замолувам да ме вратат на работното место, да си го вадам тоа што си е мое. Друго би препорачала и колешката претходно што... Сакам да си го печелам лебот и се чувствувам како куче фрлено на улицата. И сакам да си го печелам лебот и се чувствувам како куче фрлена на улица, без никакво објаснување. И на жалбата што ја пративме до општата болница, до управата, немам и ден денеса одговор уште. Бев јас да побарам што е проблемот со жалбава што не е вратена. Ме рекоа не е составена одборов да види што ќе се реши и ќе ти пратиме дома, ни дома ми пратија, ни пак ме обавестија што е работава со жалбата. Што се случи, Вики, ти како се почна? Ти се разболи, зеде боледување? Да, бев болна, пошто боледувам, ви кажав, од поеќе болести, бев на боледување. Иако после тоа за неколку дена се работеше, ми обеќаа дека нема да ми избркат на работа, дека ќе бидам казнета фактички со преку плата и на тоа не понадија успеа и да ми избркат. Што ти вети она што кажа дека сестрата ми вети дека нема да ми избркат, отидов како те викна? Да. Јас разговарав претходно и со главната сестра на цела болница, Анета Волкановска, и таа ми обеќа дека све ќе направи за да не се избркам јас на работа, или ќе бидам казнета, или од одмор, од годинашниот одмор да ми земе да ги оправдат тие денови. Иако на тоа обеќавање пак испадна да бидам избркана. Како ја соопштија? Јас на работа, тие го решиле отказново решение на 10.11. Истиот ден сум била и одјавена на работа, а мене ми го доставија на 16 во понеделник беше, јас бев на работа, се јавија во перална долу кај што бев ставена после сето малтретирање што бев од едно одделение во друго, па назад во истото. После тоа тие успеа и со доктор Балев да ме избркат мене, али тој не дозволи да се избркам. Рече, јас персонал немам за бркање, ќе се премести друго место, ако некому сметат во одделение. И така бев јас преместена и во перална. Да работам 2 години и нешто работев таму и ево испадна на крај и бркање. Откога дојде господин Овшаин, да, иако сум болничар. Кога отиде ти по решението отказно, како ти рекоа? Му рече ти зошто отказно кога имам други можности? Да, му реков јас, Сашо ми го даде решението, му викам што е работава, други така решија, само толку ми рече. Вики, ти немаш 1 година струја. Да. Дали се овие достоинствени човечки услови за живот? Не, немам. Немам. Кај мајка ми одам, и ако е тај под кирија, со минимална пензија, кај не се капам, таја ме пери. Ево 3 дена не сум леп јадена, пошто немам од каде. 3 дена гладувам дома, од никаде немат кај да се обратам. Кој ти помага? Мајка ми ќе ми подаде, например, од комшиве ќе побарам, например, зелка или било што. Цела недела манџа јадев претходно компир, ако тој не е достоен од 2 дена поќе да се јади. Така преживува. Ноќите се ладни. Ладни и денски, и кај мене тука и дење е ладно, и ноќе е ладно, а не можеш само в кревет да лежиш, не се долежи покриена. Многу ми е тешко, премногу. Дрва имаш ли кој ти? Немам. Дрва ми донесе од Дебарца експрес гардата 4-5 врекина, ево последните вчера ги догорев
што ми ги донесе. Тетинот од сната ми донесе 2 трупчина, ево овие тука можете да се видат. И со нив 2 дена ќе поминам колку да потпенам малце да е млако. И после? После ништо в кревет, со кебиња. Те боли ова што се случи, Вики? Многу ме болите. Не можам и ноќе да спијам. Искрено ви кажам што стварно сум многу разочарана. Останав код нив дека да се молам да ми помогне некој и за јадење и за било што. Ти си сама? Сама сум. Помина низ трагедија? Многу голема. Од кога изгубив сопруга 2019 година, све ми оди. Мислам, не све, она буквално бев така соработава на еден степен покриена, што можев леп да купам, да си дозволам за храна. А за други работи не стигвеше. Имам проблеми со куќата, деверот и тој ме малтретираат, посудо и со него, од сите страни срдисана. Ги поминаш низ солзи докино време денови? Нон-стоп. Само што ќе помислам на што ми се деси нон-стоп. Неам веќе, некој пат вака ми идат од душава да заминам негдека и никој да не ме следи. Стравуваш дека ќе останеш на улица, Вики? Стравувам. Голем страв имам. Дека ќе останам на улица.